Реставрацијата и конзервацијата на Алипашината џамија во Охрид со месеци ја бранува јавноста. Дали градежните активности околу овој верски објект се во согласност со законите за заштита на културното наследство или пак 30-метарското минаре кое треба да се издигне над Охридската чаршија ќе биде дивоградба како што обвинуваат дел од граѓаните. На оваа тема аргументите ќе ги соочат нашите гости во оваа дебата на Маквакс, господинот Михаил Трендафилов од Сдруженијето Совест и господинот Валентино Димитровски од Управата за заштита на културното наследство. Господа, ви благодарам на двајцата за присуството. Господинот Трендафилов, вие веќе подолго време во јавност излегувате со некои обвинувања и укажувања околу тоа дека има повеќе неправилности во изградбата на Алипашината џамија, односно во реставрацијата на овој верски објект. На што ги темелите, што сметате дека е толку спорно и на старт да ве прашам зошто вам ви пречи, на Сдруженијето ви пречи да се реставрира, да се конзервира овој објект онака како што е предвидено во планот со 32-метарско минаре? Значи морам да ве поправам, погрешивте во стартов. Нас не ни пречите. Самото конзервирање на Алипашината џамија, тоа е еден нормален чин и како објект Алипашината џамија треба да се конзервират. Алипашината џамија е прогласена за значајно културно наследство, согласно закон. Меѓутоа, согласно истиот тој закон, и просторот околу Алипашината џамија е прогласен за значајно културно наследство. Ако тие си работеа на конзервацијата на самиот објект, никогаш немаше збор да прозбори. Кој тие мислите на веќе што почнаа? На било кој, немаше објект се. Си имат проектна документација, си имат технологија како една документација се прави, до оператива, до надзори, до инспектори и така натаму и така натаму. И меѓутоа што се дешава сега? Во еден момент излеви дека ајде по-охридски ќе си кажам, рече ајде на здравје ќе си носиме минаре 32 метра во сред Охрид. И од тука почна. За Велики четврток беше, за нашиот еден најголем празник, тие работеа на истиот објект и се направи во Охрид една атмосфера која дојде до тоа да се испитат што всушност се случви на ова Алипашина џамија. Со оглед дека во Охрид се знаеме, другиот ден го сретнав господин Паско Кузман. Паско му велам, што се случува на Алипашината џамија? Тој ми вели, Милчо, ево дојди утре во заводот, ќе ти објасниме. Ме повика бивша директорка Тања Паскали, отидов таму, кога отидов, ги има изваено проектите, минарето нацртано све и ми вели, Милчо, ево види овдека све е правено со проект. Јас не сумјам дека има добри проектанти кои си знаат да се направат солидна проектна документација. Меѓутоа, нас како охриѓани ни сметат висината на минарето од 32 метра. Незиниот одговор беше, али тука минаре имало. Реков, одлично имало, пред 105 години. Знаеме сите дека имало минаре. Меѓутоа, пред 105 години го рушило, 105 години таа џамија живи тука, обстои вид и без минаре. Молам, али ако имало веќе минаре, треба да знаете дека имало и црква, дека имало и рано христијанска базилика, дека имат извршено испитување од Владо Маленко, од Паско Кузман, кои вие ги пишете во документите дека се направени. И јас можам сега овдека само да ви прочитам, ево го последниот архивски примерок од Паско Кузман од 2001 година, што тие всушност таму нашле. И сега, може ти да прочитам, може ти да не знам како. Добро, повелете, да, ево вака. Носи во насока на одговор. Да. 2001 година при земјаните работи се откри многу значаен и комплексен археолошки наод, со кој се надополнуваат и поврзуваат досегашните археолошки откритија, заштитени и парцијално презентирани, констатирани и недооткриени на просторот околу Алипашината џамија. Со перманентно присуство на стручна екипа од Заводот и музеј се разоткрија археолошките остатоци на римска градба, во која има и терма. Под хоризонтот на термата се откри праисториска садова керамика од крајот на бронзено и железно време, а над рушевините на термата доцно античка некропола, засведени и зазидани гробници, гробови од тегули и садови. Мощна значајна е гробницата иззидена со декоративни мермерни плочи. Архитектонските објект со хоризонтот рушевина продолжува према север,
куќата на Шибакови и према запад, Алипашината џамија. Наодот е од посебен научен и обштествен интерес и заслужува негова заштита и презентација. Тоа го пише веде директор. А дали сметате дека сега е нарушено ова што го опишувате со ова што се случува во моментот? Да. Значи, ние госпожата Тања ми вели, ние имаме даено конзерваторско одобрение. Јас илам, Тања, конзерваторското одобрение е само еден од документите во целиот процес на реализација на еден проект. Не значи ако имате проект, дека можете да градите. Ние сиви да си направиме проекти, да почнеме да си градиме и после мај ќе решаваме, сега ќе бараме кои ќе ги решават одобренијата за градба. Таков пристап ние не прифаќаме. Сакаме професионален пристап. Ќе се вратиме на тоа. Добро. Да, господине Димитровски, во насока на ова што го говори и господинот Трендафилов, дали е практично што идеме се во согласност со законите околу изградбата околу реставрацијата на верскиот објект? Значи, конзервацијата, реставрацијата и реконструкцијата на Алипашината џамија е направена во согласност со Законот за заштита на културното наследство и Правилникот за конзерваторски проекти. Во 2014 година беше донесено решение за ревалоризација на џамијата со соодветен заштитен режим, врз основа на што, каде што, како што рече и почитуваниот господин, доброто доби категорија на значајно културно наследство и соодветен степен на режим на заштита, втор степен, кој што дозволува одредени работи. Кога се пристапи на непосредна, тоест во процедурата за непосредна заштита на објектот, се применија стандардните процедури пропишани и во законот и во правилникот, се извршија дополнителни археолошки истражувања, значи имаше во секој објект мора, особено во такво значено подрачје од градот Охрид, градот заштитен како споменичка целина и на списокот на УНЕСКО, требаше да се извршат археолошки истражувања, кои што на некој начин потврдија и она што со претходни археолошки истражувања беше утврдено во 1999 година од археолозите Паско Кузман и Владо Маленко. Сондата каде што беше ова правено се наоѓа на југоисточниот зид, значи се наоѓа и тоа на надвор од самиот објект, туку до објектот да се утврди, тоа беше во интереси на интервенцијата на џамијата со цел да се утврдат темелите, бидејќи сепак се треба да се врши конзервација. Таму точно е дека има траги, остатоци од постари археолошки слоеви, од ранохристијански период, од среден век, но тоа се остатоци кои што се откриени, тие се сочувани и доколку таму има црква, ранохристијанство, потоа и средновековна, со оглед на позицијата на христијанските храмови, локацијата на тој предпоставен објект оди во спротивна насока, не кон минарето, туку надвор од објектот, надвор од габаритот на објектот, на некои 2,20 метри под земја. Во таа смисла, археолошките истражувања практично потврдија дека, како и оние на предната страна, каде што е тремот, дека таму нема, значи на просторот на самата џамија, на објектот, нема откриено траги од археолошки постари слоеви и дека всушност нема никаква причина да не се извршат активности на непосредна заштита. Се пристапи кон изготвување на проект врз основа и на други истражувачки работи, но и врз основа на археолошките истражувања. Во тоа беше Бојан Таневски, ако не се лажам случаен, во овие вторите во 2015 година археолошки истражувања, се изготви проект, конзерваторски проект, согласно и Законот за заштита на културното и согласно Правилникот за конзерваторски проект. Сите проекти во заштитата се проверуваат од стручна комисија, има позитивна стручна комисија и следствено на тоа управата издаде, значи управата не надлежниот завод во Охрид, конзерваторско одобрение со одредени назнаки.
Оваа процедура е констатирано дека е, а во согласност со законот и подзаконскиот акт, во таа смисла и Министерството за култура застана во последното соопштение во правец на верификување на процедурата и дека навистина се испочитувани сите законски, правни и стручни норми. Во таа смисла, тука апсолутно нема никакви пропусти. Дури, по издавањето на конзерваторското одобрение и кога почнало да се гради, почнало да се интервенира на објектот, утврдено е дека недостасува она што и во одобрението конзерваторско стои, дека треба да се обезбеди одобрение за градење, градежна дозвола од соодветните служби во Охрид и управата, тоа инспекцијските служби тоа утврдувајќи имаат поднесено пријава и со финансиерот, тоа е Исламската верска заедница, е извршено поравнување и упатење да се обезбеди одобрение за градба. Во таа насока тогаш би била изјавата, бидејќи настана една мала конфузија што Министерството за култура, односно министерот Олег Јозовски, неодамна излезе со став дека ќе се стопираат таму градежните активности. Министерството за култура нема надлежност да стопира. Надлежен орган е управата, значи надлежен за самото добро непосредно е Завод за заштита на спомениците од Охрид и ние на други надлежни органи се државниот градежен инспекторат, дотогу нешто не е испочитувано и до него е упратен од страна управата е доставено барање да се произнеси и да интервенира, како што е укажано на инвеститорот дека ова треба да го обезбеди. Значи, во таа смисла, ставот на Министерството за култура, еве го пренесувам, е дека у Министерството не може да го стопира тоа, но повикува дека се е во согласност со позитивната законска регулатива и стручни норми и дека доколку има надвор од тоа нешто што е некаква си неправилност, може навистина да се интервенира и повика дека треба да се ако има некој да земе учество во утврдување на некоја друга фактичка состојба. Уште нешто Министерството тогаш во изјавата имаше дека дури се повикува да се побара помош стручна, консултативна од УНЕСКО, бидејќи градот Охрид е град на УНЕСКО, погласен на таа листа, и да се произнеси околу евентуалното, значи, ова конзервација, реставрација и реконструкција на објектот. Би сакал само едно да појаснам. Проектот е за конзервација, а тоа значи зачувување на автентичните слоеви на едно добро, независно од кој вид, по реставрација, враќање или автентична обнова и реконструкција, што исто така е обнова. Овдека не станува збор за реконструкција на цел објект, како што беше, да речеме, црквата Свети Климент на Плаушник, овде е само на еден дел. А тоа е минарето кој што е онака веќе чии базис и нешто повеќе од тоа на неколку метри постои на терен. Значи, ова е само реконструкција на преостанатиот дел кој што е утврден врз основа на документација, значи врз основа на валидна документација, фотодокументација и одредени прорачуни за пропорциите меѓу објектот, тамбурот и висината, како и кај сите исламски објекти од верски карактер. Така, господине Трендафилов, тогаш зошто вие го спорите ова што го говори господинот Димитровски, бидејќи ако е така се нели во согласност со законите и правилниците на изградба, што е за вас спорно во однос на минарето кој се реконструира? Значи, овој дел. Меѓу другото, ќе дојми до минарето. За одредување на длабината на темелењето на претходно истражен терен од Маленко и Кузман, во текот на 80-те години, кога е граден нов соседен објект, извршено е сондирање и констатирано дека на длабочина од 2,20 од ниво на теренот џамијата е фундирана на темели од постар сакрален објект, на кој подовите биле изработени од мозаик. За ова сондирање изработен е посебен извештај од извршен археолошки надзор при конзерваторските истражувања. Видите, ако е све во ред, како што вели, нема потреба да се еме. Овдека Министерство за култура, овде пише Управа за заштита на културно наследство. Ако е све во ред, ова немаше да дојде
до моментот кога ние не поднесовме кривични и прекршочни пријави. А што е тоа? Може ли само да кажете? Ево што е. Да има јавност увид за што зборуваме, ако може да го... Од Управата за заштита, да ви го дам снимате ако сакате, не знам како функционирате. Управата за заштита на културно наследство, значи УЗКН, ве информира дека Исламска верска заедница, Муфтиство Охрид, како носител на конзерваторско одобрение тој и то, е задолжена да постапи по точка 6 од диспозитивот на одобрението, за што е донесено решение од Управата за заштита, да побарате одобрение за градење согласно прописите за градење. Значи, тие таму работат без согласност од прописите за одобрение за градење. До муфтиството пак се пише, се наредува на имателот на заштитеното добро на Алипашина џамија во Охрид, како носител на конзерваторско одобрение, да постапи по точка 6 од диспозитивот на конзерваторското одобрение, каде е пропишано: работите од диспозитивот на ово одобрение може да се изведат врз основа на правосилно одобрение согласно со прописите за градење. Значи, ако е се во ред, до ова нема да дојде. Меѓутоа, дали говоривте и вие за истото? Истото го кажа. Исто добро. Не е тоа спор. Ако е така, кај е грешкава? Овдека имаме на слика, која имаме кажано веќе доста пати, каде што теска механизација навлегвид во просторот кој што е исто така културно заштитено наследство. Ако е ова џамијата, ова е целиот црн простор. Тоа е просторот кој што е културно заштитен. И наместо да се на најкултурен начин, за она за што се платени во тие министерства, да почнат испитувања археолошки овдека, тие влегуваат со механизација. Кој ќе откријат сега кај се мозаиците од Малинка, од Кузмана и така натаму и така натаму. Значи, овде требало да се забрани. И покрај што имаат забрана, ево ќе ви покажам слика дека тие и во овај момент само се имат покријано, ево, гледајте, не знам кај да покажам. Се имат покријано и не траси работат. Друго, конзерваторско работење. Ево, ако можете да стана малце, не знам, да ви покажам. Ако е ова конзерваторско работење, поставување ги гледате на овие столбови. Овие се нови мермерни столбови. Ако е ова конзервирање, значи веќе стварно ништо не знаеме. А овдека следам некои слики ги менувате. Можеме малце да ги погледаме и да ги продискутираме. Од кој аспект ќе ви кажам. Затоа што разговарав со историчари на уметност што се бават со оваа струка. Што ми рекоа? Оваа џамија црквата Свети Никола не е рушена. Туку ова што продолжи горе, квадратниот дел и осмоагалникот, тоа е црквата Свети Никола, само 16-аголникот најгоре, само тоа е џамијата Алипашина. А то на сликиве може да се видите ево сега. Ако погледнете и вие, не знам да ги гледате. Добро. Ги гледате оние отвори како се затворени. Тука ги гледате оние кривини. То се од византиски тип. Тоа е црква. Дошле некои, ги затворили. Ако граделе нова џамија, тука немало потреба тие отвори кои се од византиски стил да ги затворат. Значи, многу е проста работата. Ако си работале, како што требит, немаше денеска овдека, ама воопшто да се име. И друго, за минарето да речеме. Ево го дупот од минарето. Кај гледате вие минаре на дупот? Значи, на дупот треба да стоит минарето. Кај е минарето на дупот? Никаде го нема, не постои. Има детална урбанистичка планска документација која треба да се третират. Земаш детална урбанистичка плана, гледаш, тука не е. Значи, допата треба да се носи нов детален урбанистички план за централно градско подручје за ова минаре да дојде да биде клаено. А, кај што сме веќе кај минарето, дали стручно или нестручно ќе кажам. Охрид ја губит силуетата што ја имат како Охрид со тоа минаре од 32 метри. Толку висок објект во Охрид немаме. И сега, например, господинот Валентино нас не нарече шовинисти, фашисти, не знам што не нарече. Погардни зборови за мене во животот немам слушнато. Не е важно. Тоа е негова цел. Нешто друго да кажам. Ако сме културни, треба да ги почитуваме сите културни пластови што постојат на тоа место. Не е важно чие е. Имаш еден простор. Тој простор треба да го испиташ, да го видиш и да речеш да, Алипашината џамија, зашто да не биде во права смисла културно заштитно наследство, кај што ќе може секој да влезе, да види, да имате една приказка. И
пошто е тука црквата Свети Никола, ајде да направиме една приказка за соживот која во светски размери не постои. Нека го изваја минарето 32 метра од една страна, али во чест на Свети Никола црквата на која што е изградената џамија, од другата страна нека излези камбанарија. Кој ќе дојде од светски размери ќе се чуди за соживотот, за разбирањето меѓу луѓето што живеат во тој град. Ние сме од Охрид, ние знаеме што значи Охрид. Другите малце поинаку го сваќаат. И не е све во професионализмот. Професионализмот, ако беше како што треба, денеска немаше ни одека да дискутираме. Ова ќе беше направено и немаше да имат прекршочни пријави. Ке се навратиме околу прекршочните пријави, само овие моменти за кои говори господинот од Сдруженијето Совест. Дали се земени во предвид, значи сите овие работи при издавањето на одобрение? При издавањето на одобрение се зема во предвид истражувачките работи од археолошки карактер и од заштита конзерваторски. Градежен, статичен и од останати, да речем, испитување материјали и така натаму. Ваквите небулози што ги изрече господинот, не може никој стручен, професионален, вработен во заштитата да ги земи во предвид. Рекла, казала на некој историчар на уметност или архитект, не знам кој, за постојање, ја не знам која црква Свети Никола го ја гледаат господата и господинот од Совест. Такво нешто не постои. Што се однесува до ДУПот. ДУПот не може да третира минариња, ДУПот го третира бидејќи го нема минарињето. ДУПот го третира објектот, парцелата и останатите. Што се однесува да постарите слоеви, доколку има, зошто Министерството сега тоа не? Па сега предмет е заштитата, непосредната заштита на објектот, на Алипашината џамија. Доколку има интерес, доколку има можност, доколку има потреба, можат да продолжат истражувачките работи во друга некоја фаза на околниот простор, но за она за кое што има недвосмислено траги од ранохристијански и потоа средновековен период, тоа е во правец на спротивен од оној каде што на џамијата се наоѓа минарето. Значи, таму е спротивно. А реконструкцијата на минарето, како стандардна постапка за реконструкција на дел од заштитен објект, за кој што постои доволно елементи во документација, е нешто што не може да го попречи и не е во колизија со она што предпоставено или евентуално го има од другата страна на објектот, подземја или надземја. Што значи? Овдека недвосмислено. Прво, црква на елевацијата на зидовите на Алипашината џамија не постои. Тоа не знам кој од каде, но стручни лица од таа област, од историја на архитектурата среден век и од османлиската историја на османлиската архитектура, тоа апсолутно не може да ви го потврдат. Што се однесува до археолошките остатоци, тоа и ценетите Паско Кузман и Владо Маленко, како и потоа помладиот Бојан Таневски за потребите на проектот, укажуваат на траги, кои што апсолутно заслужуваат да бидат третирани во некоја една постапка. Тоа нема проблем. Но тоа нема врска со конзервацијата, непосредната заштита на објектот, на заштитеното добро и реконструкцијата на минарето. Сега уште нешто. Стандардна процедура е во заштитата на културното наследство, реконструкција на делови. Не е многу прифатлива, и јас сум дори против реконструкција на цели објекти. Бидејќи нема доволно елементи, ретко кога, тоа само во Полска, во Варшава, во централниот дел, или во Германија, бидејќи тие имале комплетна фотодокументација и друга архитектонска. Но во Охрид се реконструира црквата Свети Климент на Плавошник без никаква документација, само со остатоци од храмот од 14. век. Значи, реконструкцијата на минарето е во согласност не само со законските прописи, туку со стандардите во третманот на објектите кога станува збор за непосредна заштита. Овде големината на минарето е израчуната согласно пропорциите за сите османлиски верски објекти и до таму е дојдено за таа. Дури е намалено. Некои колеги кои што се бават со исламска уметност и архитектура
велат дека кога нешто се реконструира дел, треба во целост во неговиот автентичен облик. Зошто е тогаш намалено во овој случај? Не знам зашто, затоа не можам да ви кажам. Веројатно, сакајки да не биде ептен, може би сметајки дека може би ќе има една реакција. Сега, бидејќи бев, се извинувам, бев апострофиран, но сега не пренесувам ставови на установа или на ресорно министерство, туку мои станови. Зошто го употребив терминот шовинистички и зошто го употребив терминот фашизоидни фантазми? Страшно. Јас тоа ќе го повторам да ќе го објаснам. Прво, кога имате отпор спрема елементи, траги, содржини од другиот, од поинакви од вашите, културни, религиозни, цивилизацијски, тогаш тој отпор е по дефиниција во науката, во историјата познат како шовинизам. А начинот на кој што се справува таквиот став, таквиот однос кон тоа другото со рушење или со евентуално недозволување, според мене, значи ова е моje мислење, е фашизоидно. На тој начин постапуваа германците 1938 година, кога ги рушеа синагогите и во Германија еврејските синагоги и еврејските дуќани по главните улици. Сега зборувате генерално или алудирате на некој, бидејќи господинот Трендафилов тоа го сваќа лично? Јас алудирам на ова. Во Охрид ова не е прв пат шовинистичко однесување спрема објекти, траги од други култури, цивилизации и верски заедници. Тоа беше 1999 година рушењето на Султан Мехмед џамијата на Имарет и 1953 година рушењето на Хаџи Касим џамијата на местото на денешната летница. На тоа место имаше џамија. Тоа е затоа јас инаку не мислев ова поединочно на конкретно лице, мислев како феномен, како појава. Како сите рекладовте? Рековте дека зборуваме со некакви небулози. Ние велиме конзерваторско одобрение за објектот. И ако се работат како што конзерваторски треба да се работат, ние немаме никаков проблем. Вие изгледа имате проблем само која џамија е рушена. Заборават еднош, не спомнав се некаде дека некаде сите тие џами се градени на цркви. Тоа заборавате. Дозволите се гледам, јас слушам цело време. Ја како, знаете многу убаво. Небулози велите. Како ќе испитаме ние сега после ова копање со тешка механизација? Кај се тие мозаици? Во Охрид има сведоци кои што имаат гледано кај што чепкат. Како ќе испитаме ние? Во правец на објектите на јужниот дел и на југоисточниот дел и кај што се простираат, затоа што и Паско Кузман и Вал Маленки велат дека мозаиците, трагите од 2 метра и 20 сантиметри се протегаат, се простираат во правец на југоисток, таму каде што има некој јас не знам точно други објекти и каде што има едно казино. Вашиот колега Жура многу убаво кажа дека постои рано христијанска базилика која се протега према Ориент, значи ја поминвит Алипашината џамија и која е во основа некаде околу 900 квадрати, значи вашиот колега, јас не како инженер. И кажуват најнормално е сега, јас не можам да ве разберам да не седниш, да се и да почнеш да испитуваш. Тоа ви е работа. А иначе, што рековте, извините да ви кажам нешто, уште нешто. Ова е слика од Свети Климент, од Паошник. Значи кукасти крст гледате одека. Значи, свастика да гледате. Тоа е соларен символ, тоа го имало навсекаде. Ама сакам да кажам колку е стар овај мозаик. Значи, за да дојде ова, претходно се вршени археолошки испитувања, кај што се дошло до тоа дека овдека овај реон е интересен, па така е дојдено до минирањето на Имарет, џамијата, кај што јас имам пораснато и кај што знам дека немаше никакво значење. Меѓутоа, ќе ви бев многу благодарен. Џамија од почеток на 16 век, од рано цариградски стил, сите што се бават со османлиската архитектура и култура велат дека е тоа значајно. Значајно. И така, значи, а ние велиме, нас не интересира само 16 век. Нас не интересираат и 2000 години пред 16 век. Вие 2000 години ги закопувате? Никој не ги закопува. Тие се тоа ги закопавте, ево веќе готово. Не. Тоа јас ви кажав, во спротивен правец се протигаат трагите со археолошките искупувања што ги има Паско Кузман и Владо Маленко. Во 2 дена е ова направено. Значи, во 2 дена. Ама тоа е на површина. Абе која површина? Веќе багери ова, јас гржавинец сум. Значи,
протегањето на археолошките слоеви, остатоци се во спротивна страна. Тоа совршено може, не знам што да се открие, палата може да се открие, но тоа, не знам, светско културно наследство под 3-4 метри 2. Но тоа не е во колизија со сегашната конзервација на објектот на Алипашината џамија. Немаме против тука ние. Значи па затоа зошто тогаш да се попречува? Имаме против нереализација на културното наследство на просторот околу самата џамија и на минарето. Зашто 105 години тоа минаре никому не смета. Дозволете ми. Значи затоа што го немаш. Па го немаш. Дали на христијаниот му сметаше Алипашината џамија? Дали некому му сметаше? Таа стоеше тука, ево, видете, таа стоеше. Значи археолошките траги постојат и тие не се уништени. Оние што одат во правец, во спротивен правец. Дај Боже да постојат после ова. Значи не се. Тие постојат. И доколку има интерес и се извршат истражувања и ако нешто се открие значително, тоа треба да се презентира. Нормално. Тоа треба да се презентира. Ќе се откриет ако се барат да се откриет. Ама чекајте, ништо не може одеднаш. Ова е одеднаш. Дозволи. Ова е само сега конзервација на објектот, на архитектурата, на зидовите. И на конзервација ова. Ама чекайте. Овие столби што конзервација се. Значи сето тоа треба да се видите, не можете. Овие работат. Значи немате да ги стопирате, не знаете. Не се работи, зошто да ги стопираме? Не сме ние затоа што ова дивоградба. Не сме ние надлежник, не како дивоградба. Јас сум надлежен. Ама има регуларно конзерваторско одобрение добиено. Така да, извините, ама конзерваторското одобрение е само еден од документите за добивање одобрение за градба. Значи, вака, не да дозволите. Главното во интервенцијата на непосредната заштита, од аспект на заштита на културно наследство е конзерваторското одобрение. Со одобрението на градба, за кое што и ние велиме дека требало да се добие, значи ние тоа не го криеме, знаете што ќе се третира само? Не дали ќе има реконструкција на минаре или нема да има. Туку ќе се третира само од аспект на технички, статички, од аспект градежен аспект. За да, бидејќи ќе се изгради, мора да биде солидно направено. Од тој аспект е градежното одобрение, а не од аспект дали ќе има минаре или не. Знаете во Охрид каков проблем имат секој човек во Стариот град, во старото градско јадро, не смете едно дрце да чепнит, а во Охридската инспекција дојш, ама ние ова е старо градско јадро, се правдаме. Со што се правдаме? Овдека во центарот на Охрид не смееме да чепкаме, тие може да работат. Тие можат, а ние не можем. Зашто нефи компанијата работат без лиценца, работат таму. Многу добро знаеме. Значи, како работат. Друго, зашто е забрането снимање таму? Објаснете ми паро, зашто е забрането снимање? Не знам и ниту му сум надлежен. Све е скриено, све се работат под некоја тајна. Јас не, видите, тајна може тоа вас да ви биди, тоа е ачек отворено. Треба да знаете. Јас очигледно вас, бидејќи не сте надлежен, ниту па сте... А тебе вие 10 месеци. Дозволите. Јас прв пат ве гледам сега. 10 месеци на ниеден наш допис не се јавивте. Само ве молам дозволете да појасним. Јас сум овде како искусен, долгогодишен, повеќе децениски, вработен во службата за заштита. И кој што не прв пат реагирал за вакви проблеми. Знаете кој еден од ретките што реагираше дека не треба да се руши џамијата на имарет на Плавошник, кој беше? Јас бев тоа. Знаете зошто? Затоа што од секогаш сум се залагал да се почитуваат сите историски слоеви. Комплетно. Одлично. Ама да. Тоа го бараме и ние. Ама тоа значи дека треба да се конзервира џамијата, дека треба да се реконструира минарето, дури добро прашање, зошто да не е во автентичното димензија и висина? Која е таа автентична? Има направено проценки. Ено, видете. Не, дозволите. Не, овдека има известно искривување. Има фотографија, долепена, цепена, монтирана. Не, па добро, секој објект живее низ историјата, има и измени. Ние имаме црква за тоа. Висината на тамбурот има формула на рачунање на соодносите меѓу висината на објектот и минарето. Тоа се одредува преку модул од там висината на тамбурот и така се оди. Така е всушност дојдено до автентичната висина на минарето. Господине, јас навистина мене ми е жал
што дури здружение, кое што иначе не е стручно за оваа проблематика, но како граѓани, афирмација на културни вредности. Вие имате право да реагирате, секој има право. Ќе молчиме. Не, вие да правите што сакате, ние ќе молчиме. Вие можете за некои други аспекти во заштитата во во јадрото, во Охрид и во поширокото подрачје. Ќе чекам од дворон да вие да чепкате, јас ќе гледам. Ма не се работи, не. Се работи. Има стручни луѓе, служби кои што се задолжени тоа. Има контролни механизми. Во тоа е проблемот. Вие може да се бидете заинтересирани, но треба да ги почитувате стручните служби. Јас ќе сум пресреќен ако стручните служби работе стручно. Тања Паскали мене ме убежа дека имаме проект и имаме конзерваторско одобрение. За после тоа истата таа Тања да бара до исламската верба да престане со работа. Заради два пати. Извините. Инспекторите што работеа на лице место и тие име барано стопирање на работа. И то не е испочитувано. Све било во ред. Значи, за после, извините, ево го финалето. Се е во ред од аспект на заштита. Се е во ред. Па јас тоа го кажав, дека не само Тања, туку нашата инспекцијска служба во управата побара да инвеститорот си побара одобрение за градба. Значи, ние практично комплетно го имаме испочитувано, ги имаме испочитувано процедурите, имајќи предвид дека одобрението што ние го дадовме, управата ги дава одобренијата, има член кај што се вика дека за тоа треба да се добие и одобрение за градба. Кога велам јас дека ние како управа, како заштита, како министерство, комплетно го имаме испочитувано и законот, и подзаконскиот акт, и процедурите согласно. Ама не, жалосно што го кажувате кога документи ве кажува нешто. Не кажуваат друго. Токму тоа го кажуваат, дека ние имаме побарано инвеститорот да побара одобрение за градба. 10 месеци се бориме ние со вас. Не, ве молам, мислам дека вие уствари не сте надлежни да се борите со нас. Други се тоа да си правите што сакате. Не. Целата работа, господине, ајде да бидеме отворени, вас вие во минарето. Дури да беше некој си 5-10 метра може би ќе попуштевте. А зашто не ние? Охрид има слика. Ако сте архитекта, вие сте сега нешто уметник и историчар сте. Меѓутоа, секој град има своја силуета. И сега најнуш од Охрид што сакате да направите вие? Не, сакаме да направите од Охрид. Сакаме да придонесиме во градот на УНЕСКО, значи со тоа реконструкцијата на минарето нема воопшто да му наштети на Охрид. Ако е така, тогаш причината треба вие да си одговорите и вашата совест. Зошто вие сте против реконструкцијата на минарето? Ние сме совест зашто советите кај не слабо функционираат. И едно да ви кажам, ако ја почитувате троисторијата, значи, ако тука била одлично е добро, јас сум прост, не разбирам шовинист. Ја не велам. Ние шовинистами не разбираме, многу имаме да разбираме. Ставовите такви се шовинистички според мене. Значи не вие. Ако сакате да бидеме културни во светски размери, не во охридско-скопски, значи, издигнете го минарето, од другата страна издигнете камбанарија. Ма имате вие имате доказ и документација за постоење на камбанарија таму? Вие ги закопвите овие. Не. Ама треба за тоа, за ова имаме, за минарето. А за камбанарија немаме. Добро. Да имаше ќе го направиме. Онда направите го музеј да бидите. Направите го музеј да бидите. Чекайте господине, тоа е верски објект, не можеме ние сега да му го земаме на. Тој е корисник. Собственост е Република Македонија, на се ова што правиме муаве. Господине, тоа е исламски верски објект за кој што си има надлежни стопан, кој што таму го користи. Не можеме ние сега тоа. Корисник по основа законот корисник е ИВАЗа, а собственик Република Македонија. Ние се бориме за Република Македонија, вие се борите за корисникот. Тука е разликава. Ние се бориме за почитување на законите во Република Македонија и за владењето на правото, а владењето на правото се во сите овие акти кои што ги набројавме, а кои што се да не донесеме. Видовме сиве документи, знаете што? Извините Шова, само извините. Кога бев во управа за заштита на културно наследство, ме праша, добро, од кај ви се овие информации? Реков, од вас. Како од вас? Па молам, вие генерирате документи. Ние немаме генерирано ниеден документ. Ние, согласно законот за увид во јавна документација, навлеговме, ги видовме документиме и видовме. Нешто овдека не е како што треби, смрди, трујат. Не. Што е то? Ништо нема од тоа. Господине, ви смета само минарето. Ви смета... Абе, ни сметат и минарето, а тебе ти смете црквите. Не, мене воопшто не ми смета. Ние на црква нема спомнато. Ама чекайте, ама каква црква? Треба за да... Света Софија има камбанарија? Значи, дозволете ми. Ама
треба, ако нешто се третира заштито конзерваторски, треба да имате податоци и документација. Не може нажими мајка тоа. А дека траги имало утврдени, има надлежни службеници, служби кои што ќе утврдат дали имало траги. И тоа е утврдено. И да ви кажам нешто, пој да кривични пријави. Не знам што ни беше. Да не ги повторуваме ставовите. Извинете, јас сум една. Видете го. Не, јас ве разбирам, да. Седнете ме молам. Да, ги кажавте тие аргументи. Значи имам само едно прашање во оваа насока, бидејќи неколку пати споменувате кривични пријави. Зошто поднесовте и против кого? Кривични пријави поднесени се по одговорните лица. Значи, Зоран Павлов, Куфо Јонакис, Мислев, против кого ви се поднесени како институција од аспект на раководство на некои институции? Од аспект на раководители на проектот. Зошто ги поднесовте? Каде мислите дека е проблемот, бидејќи еве до некаде ги решаваме работите? Пошто господинот нарече дека сме матери, прости, вакви и такви, ние си имаме адвокати на основа што бъркат работа. Јас сега немате адвокатски работи да ги бъркам. Пак ќе сгрешам. Овде кажувам, има демоци, меѓутоа, само да го види Минарено. Каменот со кој е зидано Минарено и каменот со кој што е зидана црквава, што велиме ние, се две различни работи. Ние бараме да се испитат каков е каменот, овде га може да изид, кој камен е на отворон што е затворен и кој камен е настрана. Дали е зидан во исто време, од исти камен, од кој материјал, со кого тоа да го решиме. Тие се институции кај што ние не писме или ќе дојме да прашаме. И еднош треба да сватат сите тие. Од нашата мака, од нашата солена подземет плата, а не да не прават шовинисти и фашисти. Не ве правиме. Таквите ставови се фашистички и шовинисти, фашизоидни, пардон. Но драг, значи, сите слоеви историски за кои што зборува, уствари, господинот апсолутно не е стручен за тоа, ниту професионално е. Технолошки дозволите, не се работи. Не сум стручен, што треба. Сите археолошки траги се наоѓаат на длабочина од 2 метри и 20. Какви други, ова е џамија. Таму се најдени мождаици на 2,20. Значи точно, ама на тоа ниво е, археологијата е на тоа ниво. Што не продолживте понатаму? Ама не, чекайте да ви кажам, тоа е во друга фаза и за тоа ќе треба да се оди во друг правец. За тоа апсолутно не го попречува, што стојбата на џамијата гледаме каква е, воопшто тоа не го попречува идната интервенција во тој простор да се изврши конзервација на џамијата и реконструкција на минарето. Значи вака сега. Ќе ве молам само заважно и не би сакал поќе ни да зборвам. Можеме и да продолжиме ако сакате. Дутре сабајле ме да премуваме. Нас не интересираат културни пластови. Значи, мене не ме интересираат чие турско, ресенско, грчко, бугарско, ресенско, Византија, Рим. Али, ако сме културни во 21 век, ќе испитаме и ќе направиме приказка. Ево на овај простор Охрид, овде шо имало. Вашиот ме праша Зоран Павлов. Така беше? И рече, па види, ние ако копаме така, цел Охрид треба да го ископаме. Мојот одговор беше, да, господине Павлов, големиот лихнит е долу, ова што го гледате се куќарина, али треба да ископате, да видите, па после правиме муабет. А во Охрид знаеме што маки имаме. Со тие неиспитувања или испитувања. За овој проект се направени такви испитувања. 99-та година и тие се користат и 2015 година. И 2001. Значи, направени се тие ископувања и дојдено е сознанија дека за потребите на овој конзерваторски проект тука ништо нема што би било во колизија. Значи, тука, разберете еднаш, се што е она од џамијата натаму, накај тој таму некој е имало... Рано христијанска базилика постои. Значи, ама се што е тоа не е под џамијата, дури и да е под џамијата... Ама одлично кажите. Не, дозволите. Ама што да ви дозволам, супер, се сложувам. Знаете зашто? Затоа што и околниот простор е заштитено културно наследство. Браво, одлично рековте. Ама чекайте бе, колега. Ние овдека го третираме сега конзервацијата на џамијата. Тоа што го има понатаму во друг правец, бидејќи треба да знаете џамиите се со една насока, во една, црквите се во друга. Значи, господа, тоа, значи, сега оставете ме да кажам. Не, си го држам вака да гледате. Тоа може, никој нема ништо против. Во некоја друга фаза да се третира. Сега се третира џамијата. Ова е проект за конзервација, реставрација и реконструкција на џамијата. Добро, само едно подпрашање. Правецот на џамијата. Извинете, знаете во кој правец е поставена?
Ево, погледајте, во кој Па не ми кажувате, дали може вака да се гледа изолирано, како што велите вие, дека сега работиме на овој проект? Не е тоа изолирано. Проектот е за тоа, значи, треба да знаете. Меѓутоа, бидејќи нели таму и самите кажавте теренот е таков дека можно е да има Ама во правец, во спротивен правец. Минарето апсолутно не е криво за тоа што има долу и апсолутно може да биде третирано независно од тоа таму долу што има надвор од џамијата. Така, бидејќи зборувате дека ете и минарето го менува ликот на Охрид, не пречи да го потребам како термин, меѓутоа го менува ликот. Го менви. Не го менува. Само имам едно прашање. Дали планирате некаква иницијатива да покренете, да немаме впечаток дека тоа е само ваше барање лично? Да се сопре и дали има основа ако мнозинството Ама цел Охрид е спремен веќе. Заштитата на културното наследство работи врз основа на одредени принципи. Еден од основните принципи е доколку има основа, значи тоа е документација, да се реконструира дел од некој заштитен објект. Бидејќи минарето е составен дел на заштитениот објект. Реконструкцијата на минарето не зависи од ставот на... Ама не би Тоа е нова конструкција, не е реконструкција, тоа е нова конструкција. Не, тоа е реконструкција. Да го слушнеме одговорот. Реконструкција, вие го имате дел од минарето и вие можете, го имате долниот дел и сега само треба да се издигне по елевација, а имате и документација. Значи апсолутно, значи согласно не само прописите, него и принципите во заштитата, тоа е апсолутно оправдано. А што се однесува тоа дека ја менува визурата, напротив, тоа е ќе добие Охрид уште еден елемент на нешто што некогаш било автентично. На Плаошник се реконструира цела црква без никакви елементи, некаква документација, бидејќи објектот бил во 14 век, нели срушен или уништен, не знаеме од кои причини. А направена е реконструкција. Значи, ако вас ве боле само цркви, ова е чудесна работа. Не се работи. Ве боле црквиве, чудесна работа. Ништо не ме боли и апсолутно ништо. Ви смете црквиве? Не, ништо посебно не преферирам. Шо дојдов, шо си? Ајде сега види. Не, ве молам, да се требаше да знам после фашистоизмните изјави со колку ќе имам работа. Вие браните ислам, а заборавате дека пред исламот има 3 милиони работи. Дошле со меч, го освоиле теренот, го натопиле со крв и зеле тапи на тоа. На глада скината од дедати. И тапија уште зеле за тоа. И сега треба све да врачаме назад. Охрид сега треба да го правиме исламски град. Немаат исламски оклад. А да ја рушиме џамијата, што вика? Не бе, кој рече да ја рушиме? Ама ве, ако тргнеме така, да ја рушиме. Ама уба џамијата. Направите ја да биде заштитен културен споменик. Тоа е џамија и како што црквите ги конзервираме. Што е Света Софија? Дозволите, како што црквите ги конзервираме, така треба и џамиите и останатите објекти, дали се верски и профани, за заштитата на културното наследство не е битно сопственоста на објектот и карактерот на објектот. Битно е да е тоа културно наследство со одредени содржини. Но вас, господине, очигледно и вас и на други ви смета само минарето и ништо. Вас црквите мене минарето, што правиме сега мојме? Не реков јас, каквој цркви. Ако можеш да ме наречиш фашист, гледам до кај ојде. Не, вас не ве нареков. А што се однесува, мене подеднакво ми значи Охрид, бидејќи и јас сум потекло имам од Охрид. И тоа знаете од каде? Од Сарајшче, од под Света Софија. Тешко нашиот си било таму. Ајде, тешко нас, само немојте да го сведете сега на лични. Ја нема да речам тешко на Охрид со вакви како вас никогаш. Абе ти фашист ме направи, јас не можам поиќе со тебе што да премуаве. Вака, прашањето ми е ако бидејќи утре можеби ќе се најдеме во слична ситуација за одреден друг објект. Дали има начин некаде, бидејќи велите за конзервација на објекти од овој тип, на верски објекти, кога зборуваме на било кој, да? Нема да се спроведе референдум за на граѓаните дали им одговара? Ама да мислите за секој објект како правиме референдум или го испитуваме јавното мнение? Како да спречиме тога ситуација ако мнозинство граѓани реагираат? Не мора да е џамија, зборувам и за црква во следна ситуација. Замислите, а што ќе правиме ако мнозинство на граѓани во некој град кај што има повеќе муслимани на референдум изгласаат нешто што можеби мнозинството во Охрид би сакало да го нема. Како што се изгласа во Струга и Кичево дешо. Значи не, тоа е недозволиво независно кај да е. И тоа е една правна држава. Недозволиво е, ама се дозволи. Што треба ти Охрид да стане Струга Кичево? Што се дозволило?
Како што се дозволило? Нешто е срушено, недозволено. Не бе со територијалната поделба, ојде да струга и Кичево. А не, чекај. Тоа сега се, друг му е беќе тоа. Добро, ние бидејќи за веќе заштита на културно наследство. Така, меѓутоа очигледно веќе и политички прашања тука. Да, така е. Не, ово нема политика ништо. Не, јас сепак ќе го прашам политички бидејќи во таа насока се води дискусијата. Господине Трендафилов, дали вие стравувате, можеби ќе предизвикате вие или вашата реакција меѓуетнички тензии ако се обидувате да ја спречите да заврши постапката на градежните активности? Одлично прашање. Меѓуетнички тензии, верска омраза, ние немат да направиме. Зашто? Затоа што бараме културното наследство да биде прикажано онака како што треба. Ако се прикаже културното наследство со сите своји културни пластови, зашто верска омраза? Сега да му спомнам на господинот. 90-тите години јас имам донирано за текето овде што е 200 метра потаму за герамиите. Јас немам проблем со верата, немам со турците. Имам проблем со култура или некултура. Ако се професионално работат сите работи, луѓе, ние нема што проблеми да имаме, ќе бидеме прекрасни. Ама ние правиме проблеми и кај што немат. И имат исто, ево дека има и други прашања, точно. Дали некој консултирал јавно мислење што ќе се дешава на овој простор? Никој никому ништо. Све е работано под некој велна тајна. Све овдека е направено некако чудно. Све е чудно. Ноќе и тоа, веројатно, не? Најверојатно ноќе. Точно и ноќе. Такви работи ноќе се случуваат. Точно е и ноќе. Не, малку да се пошегуваме, Ама не, точно и ноќе. Ако тој мене ми забрани, од медијем дојден човек да снимат. Одма му клават забрането снимање. Шо е? Света Софија забранета е, Свети Климент забранен е. Кој објект верски или некој објект е забранен да се сликат? Шо работат тие таму? Работат нешто што не треба. А нашите служби, инспекции, сите глумет лудило. А ние треба да бидеме само браво. Нашите служби имаат утврдено дека се во согласност и според издаденото конзерваторско одобрение, освен во делот каде што и тука имаат покренато постапка, и тој Зоран Павлов и Билјана Пачкова Куфојанакис, оти нив ги имате апострофирано во пријавата. Така. И тие не само што имаат побарано инвеститорот да постапи под тој член одобрението, туку имаат поднесено и пријава и имаат извршено порамнување со инвеститорот, а тоа значи казна. Парична казна. Така да, потоа беше упатен инвеститорот да си побара одобрение за градба. И тоа, верувајте, тоа одобрение ќе се однесува само на џамијата и од аспект на градежно статичен. Само тоа. Знаете ли вие кој има статика добиено одобрение? Дали знаете вие кој учествувал се во изготвувањето на проектот? Знам, имаме спецификација. И тоа, понатаму кој бил исто таму консултиран за статиката, еден од најголемите експерти во Македонија, Предраг Гавриловиќ, поранешниот институт земја за ИЗИС. Од ИЗИС. Така да, се е покриено. Не знам што тука вас, уствари знам. Тесно, минарето, тоа е. Абе, остај го минарето, бе. Документација. Слушај, јас имам проект направено, статики, матики, динамики, све направено. И не можам да добијам одобрение за градба. Објаснете ми зашто, кога стручни луѓе, светски стандарди ми правеле проект. Направен проектот, немој да го реализираш. Затоа што сакате да ви извам колку точки треба се за одобрение за градба. Многу објекти, што профани, што сакрални во Охрид не можат да добијат одобрение за градење, тоа го знам, и се конзервираат заради тоа што има колизија меѓу законот за градење и законот за заштита на култура. Тоа е една терминолошка и друга колизија која што навистина треба час поскоро да се испегла и да се усогласа. Но тоа е друго прашање сега. Така, меѓутоа сепак се согласувате дека потребни се некои законски измени во ова. Ама не, тоа е само тоа е од технички аспект, не е од чекайте, реконструкцијата, потребата од реконструкција на било кој елемент од заштитено добро може да се третира само со законот за заштита на културното наследство и да биде процесирано само од стручни лица во заштитата на културното наследство. Не може надвор од таа област некој да пропишува нешто или да бара. Замислете кога ние сега да одиме и на некој хирург да му поставуваме, чекај, ти не можеш да го правиш ова вака, она онака, треба да направиш дополнително не знам какво истражување и замислете на што тоа ќе личи. Или референдум како да прави операција на некој пациент. Замислете тоа. Да испитуваме јавно мнение дали пациентот
како треба да му се пристапи. Одлично ова го рековте, ви благодарам за ова. Меѓутоа сега се ќе додаме на работа. Обично, кога имаме избори, сите викат граѓаните за нас, граѓаните за нас. Па кои се граѓаните? Ние сме граѓаните што треба да ви укажеме на вас, кои сте професионалци, дека ало, грешите нешто во патов. Не вие како што требите. Што барате од нас мислење само на избори? Ние сме граѓаните кои на вашите совети треба да ви дајме малце совеста да ви работат. Тоа се за политички прашања. Тоа се за други прашања, не за ова. Кој? Па граѓаните, не подценвите нас, ние ништо не знаеме. Не ме подценува. Како не знаеме ништо? И јас како граѓанин се произнесувам за политички и за други некои, но не за овакво интервенција во медицинска или пак овде конзерваторска проста работа е. Од проста направивте наука вие. Не, па што е да го конзервираш објектов овој? Што е? Како така е, не е просто. Ама работајте си на него. Знаете колкави се проектите? Не. И знаете како знам, ги имам видено. Па немојте. Ама друго сакам да ви кажам. Не е проблем работата на конзервацијата на објектот. Значи, ако правиме цело време муавет и не се разбираме што е проблем, што правиме муавет? Џабе правиме муавет, видовме, нека си продолжат работи, кој што треба да си продолжат. А според фашисти, комунисти ќе се најдеме веќе готово, сега е готово. Ќе привршуваме со дискусијата, само за имам прашање во која фаза е сега, до каде е со реставрација на проектот? Искрено да ви кажам, јас тоа не го знам. Не знам во која фаза, а бидејќи побарано е од инвеститорот да обезбеди одобрение за градба. Но додека чекаме да го добие тоа одобрение, што се случува на терен? Не знам. Си работат. Искрено, не, ја не знам точно што се. Искрено, си работат, да ви кажам јас вака. Добро. Имате вие сознание, имате фотографиите се. Секој ден луѓето што имате од секој ден врве тука и гледат. Овие што ви ја покажав, овие столбови како изникнеа тука. Конзерваторски столбови. Чудна работа. Конзерваторски столбови. Ова е Или на пример, ова. Тоа е дефинирано во проектот, господин. Ова да го кажете. Ова е светски патент како се конзервираат македонците на ова пара голема ќе добијат. Ама за секоја градежна антинос подразбира и одредена подготовка. И тоа е се во согласно со проектот. Значи немојте. Видите да ви кажам, дали ни сметат минарето или не, едно што треба да знаете дека 100 години нас џамијата не ни сметала. Никому не усметат. Охрид има најмалце верски проблеми и етнички проблеми. Најмалце. Вервете ми, имало многу убави релации имало. Наеднуш сега вие со својот професионализам не носите во ситуација едни со други да не можеме да се гледаме. Наместо да ја смириме работава. Како да ја смириме? Имат решение. Ама за решение се потребни големи луѓе. Не само професионален си. Може да си генијам ако си негативец џабе. Нема ништо негативно да се реконструира и да се конзервира еден значаен објект од културното наследство во градот Охрид. Ама не ме ги превртујте зброите. Не, ја тоа го кажувам, јас моите ставови ги кажувам. Конзервирајте, ама извајте ги сите културни пластови. Све извајте. Па тие се извадени, тие се утврдени со археолошки. Допада ќе ви извајме ние други работи. Ево вас професионалци, пошто ние сме матери, ништо не знаеме, допада ќе ви извајме други работи, па тогаш ќе правиме муабет. Кои градови предпоставувам? Извини, не ви бев достоен за соговорник, пошто сте вие. Господа, јас ви благодарам на двајцата за гостувањето. Се надевам ќе имаме друга прилика каде повторно ќе дискутираме на одредени теми. Благодариме, не.